Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Важен ден за нашието радио, 15.6.2023 година. Важен ден затоа што се уште немаме земена плата. А би требало да земе плата до 16. И јас себе како управител на оваа компанија, затоа што немаме доволно средства на нашата сметка за да поделиме плата, почнувам да размислувам како и секој месец кога доцни платата за оставка. Но не ја дам оставката, ќе продолжиме до 20 негде, би требало да има пари за таа работа. Освен плата, тука важно и дека на денешен ден роден е мојот колега Ивица Боцевски. Денес му е роден ден. Имавме најавена штафета, ама штета ни заврна надвор. А ние не сме така како ускои, како се вика, упорни подождати се повлекуваме. Среќен роден ден Ивица, многу здравие, среќа и љубов. Фала, Љупчо. Пари не мора, парите не го прават. Ке си дојдат. Среќен, да. Да има мир и спокој во целото семејство. Да, тоа точно. Мир и спокој, семејна среќа, убавина, здравје, најбитна работа. Ја не славам роден ден и после 25-6 више, кога забегуваш од младоста. Нека свети, убава работа е. На било која возраст. Да. Ивица, Да. денес уште еден јубилеј, односно утре е јубилеј. Најутре ќе оздојли, денес каде. Утре, да, ќе тераме Утре ќе отвориме, ајде. Пошто кај на све јубилеите пред време ги зборат. Ово утро планирам да почнеме со Косово, затоа Ајде. што ова се уставниви измени генерално до сега ги објаснивме работите. Што треба ќе да објасниме од утре. И денес ќе се осврнеме, но на Косово работата ескалира. Курти пред санкции. Очигледно е дека Како се сврти ова од главниот партнер на Европа, главниот партнер на Америка, од главниот стожер на западните вредности на Балканот во борбата против примитивните словени. Па беше Косово. Сега најднаш Чега се малце, се намали доживување се овакво. Прво, никогаш на тој начин, со условно кажано расистичка терминологија, нито Европската унија... disgusting subs. Да. Albright. Добре, да, во ред. Сега да почнам да цитирам. Српските деца веќе никогаш нема да се смеат. Батали ти чеке, остави се тоа. Да ти ги... Значи на тој начин, ова не е расистички, расистичка- па е расистички тоа и тоа се лоши изјави и треба и за осуда секоја се. Меѓутоа основата зошто никогаш не било на тие темели, условно кажам. Ај сега да се вратиме сега, што се случува на Косово. На Косово имаме една сложена ситуација, имено од Србија и од Косово се очекува да ги применат Бриселскиот договор и Вашингтонскиот договор. Се сеќаваш нели оној договор подпишан пред Трамп, кога седеа на столче пред Трамп и Вучич и Курти. И кога подпише меѓу другото една работа која што уште чекаме да се реализира, дека Србија и Косово заеднички ќе работат на промовирање на ЛГБТ права. Тоа беше една од точките од тој договор што ја коментиравме вака и што беше вака интересно за во делот на Мислам дека Косово повеќе се покажа во делот на ставките кои што беа Србија има премиерка. Веќе прајдот е нормална работа во Белград. Не ја кажам ова, мислам тоа е сериозна тема, знаеш, онака посебно на Балканот каде што има ситуации, има места кај што има дискриминација по таа основа, но Кај нас огромна и дискриминација. кај нас има точно. За жал. Да, за жал. Сега ајде да одиме точка по точка. Значи треба да се имплементираат овие спогодби кои што на крај треба да донесат некое си финално решение. Финалното решение Косово го замислува како взаемно признавање помеѓу Косово и Србија. Србија во моментов според нивното јавно мислење не е подготвена да признае независноста на Косово, но е подготвена да направи чекор кој што ќе возможи да се најде начин како да функционираат едноставно, без признавање. Сега, од Европската унија, и тоа не од целата Европска унија, меѓутоа од европските институции, од клучните европски земји минус
Шпанија, Романија, Грција, Кипар и која беше петата липшо? Не се малку овие. Не, од 27-5 овако. Шпанија, значи, Романија беше, Грција, Да. Кипар и ми фали уште една. Словачка. И Словачка. И Словачка, да. Овакво... Знаете добри словаци. Не, види се, секоја земја тоа се гледа во своја перспектива. Ке Грција и ке Кипар тоа е кипарското прашање, кое што ги влече на оваа страна, а не некоја И многу српско-грчко интересно е пријателство. дека затоа што имам доста пријатели кипаријани, Грција од Кипар, не Турција од Кипар, Грција од Кипар имам пријатели. И тие на Србија гледаат како огромен стратешки сојузник. Не, И дури од универзитетски професори таму кои се мои пријатели, имам слушнато дека од кипаријани значи зборам дека Грција прави грешка во односот кон Македонија и така го спречува големиот сојуз на Балканот кој има православен карактер. И ја бев као чекај, ова е интергрчки разлики, но има и големи националисти антимакедонски на Кипар, инаку но не знам дали знаеш дека на еврото, на паричката, каде што е мапата на Европа, Кипар е малце потурнат. на друго место. Не е баш кај што се наоѓа на картата. Па добро, За да го собере. Кипар се наоѓа спроти Блиски исток таму. Нема логика. Да, но значи тоа е причината. Кај Романија тоа е прашањето околу Трансилванија, да се разбереме. Значи во Каде што живеат унгарци. Каде што живеат И е унгарци. унгарска територија. Била дел од голема Унгарија после 1867 година и порамнувањето помеѓу Австрија и Унгарија во Хабсбуршката монархија. И Кај Словачка има исто огромно така. културно наследство унгарско. Кај Словачка исто така е унгарското прашање во деловите на Словачка, каде што унгарската заедница е бројна. За Шпанија знаеме што е причината. Баскија, Каталонија. Па не е само малце посложена држава, нели е Шпанија. И кога пропуштивме тие беа, сите беа што ги разгледавме. Меѓутоа исто така мора да признам уште една друга работа, а тоа е дека оставнина од бившата Југославија на Србија сепак остана една дипломатска мрежа која што Србија некако се обидува да одржи тешко. Како велат тие, уз помош тапа и канапа, нели што ви рекле ние со селотейп, ама некако се обидува да одржи и тие успеваат во значајни меѓународни форуми да убедат многу земји од третиот свет дека ова е прашање на меѓународно право и дека тука не треба да дојде до признавање. Помага нормално фактот дека 2 од 5 постојани земји членки на Советот за безбедност ја држат српската позиција и ставаат вето врз Косово. Да бидеме сега искрени Да. до крај. Ивица, и ова што се случува во Украина, односно тоа што целиот свет се залага за територијалниот интегритет на Украина, Украина е во многу слична позиција со Србија. Да се разбереме. Значи некој сака да земе дел од незината територија. И еве зема со тенкови Русија. Дел од територијата на Абе види, да, и Украина меѓународно сите викаат да се врати Русија назад, тоа се украински територии и ние тоа го признаваме како Украина и тоа е легитимно затоа што формално правно по меѓународни закони тоа е територија на Украина. Сега, кога тоа е територија на Украина, тогаш и Косово, независно што него влада е Србија, е територија на Србија. Види, прашањето за тоа како се формираат државите е едно прашање кое што се обидува меѓународното право да го реши Неуспешно. со години. Сега, што е документот кој што породува една држава, да видиме. Дали е декларацијата за независност? Не е. Дали е меѓународното признавање? Да. Кој е? Дали е членство во Обединените нации? Секако. Но значи што конституира една држава е едно големо прашање. Да се вратиме на темата. За Македонија тоа прашање е затворено. Ние го признаваме Косово. Завршува темата. Во 2008 година. Не беше тоа лесна одлука, ја бев тогаш член на владата, ке ти раскажам. Ивица беше член на владата кој не гласаше за признавање. Да, но истовремено морам да кажам дека не гласав ни против. Значи гласаше воздржан. Да. Истовремено морам да кажам дека јавното мислење во Македонија беше поделено, ова беше жешка тема. Од една страна
за албанците од цела поранешна Југославија, Косово беше како еден вид на ентитет на албанците во Југославија. Така? Што значи дека признавањето на Косово беше една тема која што ги обединуваше. Ако гледаме што е албанец од поранешна Југославија, тој што зборува албански и што се залага за признавање на Косово како независна држава. Идентитетот на тоа се сведе. Што е албански идентитет во земјите од поранешна Југославија. Македонците беа против. И тоа во огромно мнозинство. До ден денес? Зошто е тоа така? Тоа не е толку заради некакво... Тоа е главно заради оставнината од 2001 година. Конфликт за 2001 година се прелија од Косово и беше резултат, меѓу другото, на 99 и на косовската криза. Ова полека ескалира и во... И сега чека да се вратиме се на оваа тема. Меѓутоа, за Македонија е затворена тема. Со Косово, Македонија имаат разменет амбасади, имаат односи. Тоа е тоа, така. Имаме луѓе што гласаат и во Косово и Македонија. Па не знам за тоа, види се. Тоа е еден урбан мит кој што го слушам со години, малку ми не знаеш. Можат да се лечат овде исто по цени по кои ние се лечиме. Не е тоа. Ние сме веќе една држава. Ние сме уствари дел од големо Косово. Кога ја подобро ќе види, не е тоа. Тоа еве сега се разјаснија дека не било тоа прашањето, туку било прашањето дека тие што се дека косовските граѓани требало да се решат по комерцијални цени. Тоа било целата. Ама не се тие така испадна. Затоа што комерцијални цени за вака сега да ја кажам. Во Македонија имаш луѓе што имаат здравствено осигурување и што немаат здравствено осигурување. Еве од утре ние пошто немаме земено плата, немаме здравствено осигурување. Добро. И кога идеш на лекар, јас ти било кој од редакцијава наша ќе треба да плати приватно, се дури не земеме плата. Добро. Сега косоварите ќе плаќаат по таа цена. По која плаќаат македонските граѓани. Без притоа да сме дел од ЕУ, што тоа е нормално. А сите други од светот, значи зборувам од Србија, од Бугарија, од Грција, од Кина, од Германија, од Британија, од било каде, плаќаат тројно поскапо. Што е нормално да плаќаат тројно поскапо, затоа што користат систем на странска држава. Ако не сум здравствено осигурен во моментот, не значи дека јас не придонесувам за овој здравствен систем како да кажеме, она која зборуваме дека нема врска тоа со ЕУ, нели? Само тука да речеме, тоа е во ЕУ една придобивка мала, затоа што нели кога ќе стане земја членка на ЕУ, тогаш сите граѓани на Европската унија се домашни твои граѓани, така? Така што во Европската унија комерцијалните цени важат за сите граѓани. Во Швајцарија не важат, не е членка на ЕУ. Знаеш. Швајцарија има, не знаеш, Швајцарија затоа што е дел, има специјални договори со, не е дел од овој економски простор, меѓутоа има некои специјални договори и таму важат. Знаеш, ако се да провери. Еве исто и Норвешка и вака. Во исто време не важи. Да. Важат во ЕУ и оние за студирање квоти цените. Барем во Англија додека беше членка на ЕУ, имаш UK, ЕУ и... Не. Додека беше членка на ЕУ, имаше само UK, што подразбира ЕУ. Не може да има разлика. Сега имаш UK, ЕУ, International. Ние што сме у International плаќаме повеќе од ЕУ, а помалце ЕУ плаќа повеќе од UK. Види, тоа се решава. Предпоставам дека утре заутре заживеен или отворен Балкан. Да се вратиме назад на Косово. Ивица, независно се, признаено, непризнаено себе во право, Косово е во право, ние сме во право, сето тоа на страна да го тргнеме. Вчера видовме ситуација каде што тројца косовски полицајци, припадници на косовските безбедносни сили беа уапсени на територија на Србија. Добро. Вчера тоа се случи. Па сега косоварите велат, не е тоа на територија на Србија, туку србите влегле на територија на Косово. Србите не признаваат територија Косово, така што I don't know. Прашањето ми е, може ли ова безбедносно да ескалира? Вака сега, во врска со самиот инцидент не сум јас соговорникот, не си ни ти. За оваа работа треба нели тие што се разбираат во овие работи, гранични полиции, прекогранични режими и така натаму, тоа е. Овде мислам дека генсек на НАТО да го праша тој момент, кој е таму управо ќе ви рече поема нема. Не добра, има луѓе кои што цел живот ова се занимаваат, дипломати кои што ова им е работа, знаеш.
мене и тебе не ни е, и не ги познаваме ниту тие конвенции, узанси, како тоа се решава, што се решава, Господ знае. Но не е битно тоа. Битно е дека предпоставувам дека дојдовме до една ситуација на Балканот која веќе никој на Балканот, никој не треба да си замине од дома затоа што имал различни црвени крвни зрнца. Така? Нема, сите црвени крвни зрнци се исти. Да. Гледаш убава, мислам. Не може. Реално може секој од нас на Балканот да прими крв ако има иста крвна група со било кој. Нели? И токму тие причини, епизодите кога луѓе кои што зборуваат различно, се молат различно, одат во различна црква, треба да си го напуштат својот дом, кај што живеат, кај што работат, кај што им се пријателите, затоа што некој решил дека тие не припаѓаат тамо, дека тие епизоди заврши. И доаѓаме до таа точка. Како може Македонија да го впие ова? Може ли да се прелее овде? Затоа што не може да се прелее овде. Види, и таму не може да се прелее многу, затоа што од една страна, види, како не е прелеано, е цел свет му се заканува на Курти со санкции. Тоа да, меѓутоа очекуваш дека Србија воено ќе интервенира или политички на Косово? Не, но види, веќе станува ова безбедносна тема, на Косово се тепа. Факт е тоа, EULEX, таму има меѓународни мисии, таму има EULEX, каде доби некој нов таму командант. И јас очекувам дека Косово треба да го промени уставот и заедницата на српски општини да влезе во косовскиот систем. Тоа е тоа. Дури и председавачот со ОПСЕ Македонија изразена преку како се вика? Бујар Османи, да. Бујар Османи дури и тој повика да се прекине дискурсот кој носи до санкции. Значи, топката е во моментот во дворот на Косово. Косово по мене треба да пристапи кон уставни измени, да се устрои оваа заедница на српски општини и потоа се одржат нови избори во општините на северот и да се конституираат нови општински органи. Па потоа да се реинтегрира повторно косовската полиција и така натаму. Сега тоа е тоа. Сега работата е како ќе стигнеме до таму. Албин Курти има една предност, има еден проблем. Таа предност негова е што тој има народен мандат, избран на демократски избори. Исто така делува како некорумпиран политичар. А има еден сериозен проблем, затоа што очигледно дека начинот на кој што тоа води косовската политика не е во согласност со тоа што меѓународната политика, посебно Европската унија со американски држави го зацртале околу прашање. Делот пријателите на Косово, ако можам така да ја кажам, тука гледаат некои руски прсти, јас не ги гледам, не знам дали ти гледаш тука таква работа. Лепчо. Не. Исто, се согласуваме, значи. Мислам дека Србија во овој момент многу вешто го користи тој екстремизам на Албин Курти. Едноставно стоејќи си на страна, гледа како за прв пат во современата историја цела Европа со Соединетите Американски држави во однос на Косово вели не, Косово греши. Не е така сега, и види која почна, сега пак, знаеш, понекогаш предност е вака денеска, нели, искуството ми ги спомни годините. Годините, да, не ти ги спомнавме годините. Добро, ама кога се појави онаа косовската УЧК, во еден момент Србија имаше прозорец на не би рекол симпатии, но прозорец на разбирање од меѓународната заедница околу прашањата што беа таму на Косово. Така што не е прв пат. Работата, знаеш што е? Работата е заедницата врзана околу европските и евроатлантските вредности, сега ќе почнем јас да зборам како вие невиениве, се темели некои вредности кои што подразбираат и човекови права. И сега, кога ќе се премине таа линија, односно кога делува дека има злоупотреба на човековите права, тука се активираат некои механизми. На Балканот имаше случаи кога тие механизми и не се активира. И делуваше како западните сојузници, нашите стратегиски сојузници да гледаат на другата страна
Но овој пат не е така. Значи, овој пат јасно е констатирано дека Косово треба да пристапи кон формирање на заедницата на српски општини, треба да деескалира, а не да ескалира, и тоа е тоа. Во тој момент се наоѓаме. Да сум на местото на Албин Курти, би му советувал дека не блефира Европската унија. И дека нема тој пријатели во, ако мисли дека некој му мислам дека нема во моментов измешани сигнали. Односно дека јавно се зборува едно, а за сцената нешто друго му се кажува. Мислам дека воедначена е политика. Така што, значи, нема никој таму да дозволи ескалација, нема никој таму да дозволи наметнување на... И сега топката е во нозете на Курти. Треба да изигра. Треба да изигра. Да. Ако не... И не е страшно да ги признае правата на србите. Еве, ние во Македонија имаме... Нема, тој смета дека ги признава. Тој смета дека Косово е дека тоа што тој го нуди во согласно со Косовскиот устав, тој смета дека самиот факт што Косово е двојазично, што ги има оној систем што го има на гласање, дека веќе се признаени сите права, тој така мисли. Србите не мислат така од Косово. И сега тука... И ние до 2001 мислевме дека сите права на албанците се признаени. Ама не излезе така. Многу убава паралела правиш. Значи, кога зборуваш за права, го прашуваш тој што е погоден. Да, тој што не е погоден. Албанците погоден. мислеле дека не... Сега види па, може па ша обратно, во моментов сите мислат дека правата на македонците се задоволени, ама македонците не мислат така. И тоа е точно. И со наша историја се пазарат, со наши идентитет се пазарат. И тоа е точно. Наши институции нели окупираат, се потешко е да... Не, сега треба во право си. Сега клапното во Македонија се смени. Сега солидарноста се очекуваат условно кажано од другата страна, затоа што сега станува збор за прашања кои што ги погодуваат македонците. Исто и за Косово, така што јас сум за Косово да биде независна, мултиконфесионална држава со север кој ќе има една автономија, особено во ресурсите, нели? Исцрпување таму на северот од Косово има големи природни богатства, можеби тие треба со Србија да се споделат на еден или на друг начин. Јас мислам дека некоја си глобална корпорација тие ќе ги експлоатира, се разбира, Косово треба да добива концесија од таа работа. Исто тука ја имате, нели, и димензијата на српското културно наследство, кој не е само на северот на Косово. Кај да копнеш на Косово има српска црква, треба да има културна автономија за тие цркви, како... Па мислам дека тоа веќе не го спори никој. Во Дечани, еве сега ќе ти кажам како го спорат, денови има матури, секоја година кога има матури, младите дечанци, тоа е примитивизам. Го каменува. Тоа е типично примитивизам и непристојност. Еден од најубавите манастири на Балканот. Ви препорачувам, почитувани слушатели, сите кои сакате да го видите, независно од вашата етничка припадност и верска припадност, да отидете во... Не е само дел од српското, дел и од балканското културно наследство се накрај. Од православното, од христијанското. Од светското. Да. Таму е и Печката патриаршија. Абе, сега види како ти кажам. Како се викаше Богдановичка што се женеше? Грачаница. Таму е Грачаница. Значи таму е... Но неспорно е дека има и како се вика тоа? Неспорно е дека Косово има и една мултикултурна црта. Таму има и турско културно наследство. И роми, и горани. За албанци да не зборуваме веќе. Голем дел од гораните себе се нарекуваат македонци и се македонци, затоа што нивниот јазик е најблизок до македонскиот. И ако живеат во Косово, зборуваат јазик кој е како во тетовскиот, нели, регион. Многу чист македонски. Во Маврово, Роси, да, претерано чист. Да. Еден архаичен убав. Дури со неубави архаизми што јас ги сакам. За разлика од твоите странцизми, тука си имаме, нели, јас и ти размена. Добро, ние у Кавадарци сме низина, долина, Вардар, вие Игнација. Глобализација. Сепак тука ние во спремаме, ние во латинско време сме зборувале, нели, и во римско време латински сме зборувале, во антиката, во Кавадарци грчкиот, старогрчкиот бил официјален јазик. Гледам дека тоа оставнината од латинскиот мит кој Јанче вака негува. Овакво, дури поговорките вака ги цитира. Во СФРЈ српско-хрватски исто заземал огромен во Отоманска империја тиквешки, исто турски
Има цела една населба Тиквеш, нели, која е иселена, каде што е сега езерото. Цел еден град кои сега негови жители живеат. Но чека се, ајде да се вратиме убаво што видевме оваа тема за Македонија значајна, затоа што на Балканот значи секоја нестабилност овдека. Ние сме исто во чувствително време живееме, токму затоа јас се плашам од овој домино ефект. Не се плашам јас мислам дека тука дека не може да се прелее кризата сега овде. Бар јас така мислам сега. Затоа што од другата страна, за разлика од 2001 година, од другата страна на Косово веќе работите се поинакви. Боже мој, ќе видиме. Борел бара од шефот на косовската влада да преземе поодлучни чекори за смирување на ситуацијата во согласност со мерките што ги бараат земјите членки на ЕУ. Не можеме да постигнеме напредок во нормализирање на односите додека се справуваме со кризниот менеджмент. ЕУ и САД инвестираа многу во нормализацијата и сакаме да видиме како напредува. Па добро, вашето вложување во нормализацијата, вие вложивте многу и во македонското судство, мора да признаеме. И македонското судство цути исто како косовскиот мултикултурализам. Морам да кажам дека тука негде мислам дека бетер е македонско судство. Абе добро, јас имам процеси против мене, па малку да ги пофалам. Да. Значи, дај не вложувајте, може сами ќе ни текне да направиме нешто. Знаеш, може би без вложување, ако никој не фрлаше пари, ако никој не поддржуваше никого до сега, ја мислам дека Косово и Србија ќе си го решија проблемот. Проблемот таму е што некој поддржува цело време некого. Ако не поддржуваа никако, им рекоа ај кршете глава, ќе се тепа, ќе сватија дека сандаци на едната и на другата страна не носат ништо и на крај ќе седнеа, ќе се договореа. Прво логично е дека Србија ќе го признае Косово. Замисли сега ти се будиш во Србија еден ден и ти викаат Косово се враќа у состав на Србија, тоа значи дека колку 40 пратеници ќе имаат во српското собрание. Тебе постојано те цитирам за тоа дека најбрз начин за признавање на Косово е Косово да рече се враќаме во Србија. Да. И ќе рече сега 40 пратеници од Косово ќе имаме ние тука. Па тие ќе ни прават влада. Не, дај им независност и репарации ќе им платат србите. Не, значи, толку нема се. Ќе се договорат, верувај. Затоа ти викам, значи, понекогаш треба работи да се добар вид стија. Замисли човече сега у Србија се будат сабајли, Вучич сваќа дека ќе има 40 пратеници од Косово. И вика, чекај бе, овие ќе ме бутнат мене. Знаеш, дај им тамо независност, нека бркаат работа. И токму тоа е решението. Ќе видиме на крајот. Пошто тука стално има олеснувачи кои се отежнувачи. Ќе видиме како ќе се разреши ово јазол. Мислам дека и Србија води оваа стратегија која што ние водевме со Грција, сега со Бугарија, односно да стапи на сила тоа со денот на влез во ЕУ, ама ќе видиме колку е тоа успешно. Инаку, веруваш заради сите овие тензии дека е можно Србија да влезе во ЕУ пред Косово? Види, ја не верувам дека никој од Западен Балкан, вклучувајќи и Република сега веќе Северна Македонија, може да влезе во Европа. Чека се, реално зборуваме. Ако се отвори такво погледе, за влез на Западно-Балканскава шесторка во... Не може. Може само топтан. Дури мислам дека ние не може да влеземе пред никого, ниту пак пред нас. Мислам дека сите, ако влегуваме, или сите топтан ќе влеземе, или сите топтан нема да влеземе. Ќе откриеме и ние прича некого да блокираме. Не, ние после. Ние Молдавија ќе блокираме. Зошто да побогу блокираме Молдавија? Да видат како е бе нас 50 години некој да блокира, човече, што е сега? Ама што се криви молдавци? Ни све блокираме. У моментот кога ќе влеземе во ЕУ. Што ни се криви молдавците? Ние викаме, нема више ЕУ. Готово, никој не смее да влезе. Ние сме последни. Тоа требаше и со НАТО да го направиме. Ако го направивме тоа со НАТО, ќе спасивме можеби трета светска војна. Ние таму гласиме Шведска да влезе у НАТО, правиме проблем. Значи, нема више влегување. Ние и толку затвараме. Кафаната затвара. Нема се Молдавија прекрасна земја сега. Што ни скривиле во историја? Да признаат дека се румунци.
мислам дека признаваат тоа. Абе не е така се, не влегува и тие филмови, тоа таму е пресложено прашање, знаеш, околу тоа кои се Како? сложено прашање тоа таму. Па чекај, че нас не прават бугари шо врска, немаме овие шо имаат исти јазик, исто све, они не се. Добро, тоа е сложена тема. И тоа тема ги оптоварува тие односи, така што Тоа ти викам, само тоа. Ние блокираме све живо околу кога ќе влеземе во одиме со блок на реклами, почитувани слушатели, по кој ќе се вратиме назад со некое друго глобално прашање од типот има ли Црна Гора влада или не е глобално тоа? глобално како не. Има ли по-глобална сила од Црна Гора? Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер и Вица, па ти шо не кажеш дека овој тренинг секое утро што го имаш ти вечер со Димитров си бил на дебата? Да. Само На тема европска и надворешна политика, тоа е се. Посебно бугарското прашање. Еј, тамо сега ти мене војводо, јас тебе серда река би работа. Значи, ништо, тоа нема да биде интересно за гледање. Ја те тренирам за со. И ми е уништи сега. Тие не излегуваат, ти од дупка се пикнат. Вие што Ја мислам го тренирам овој секој сабајле сега да отиде тамо да седне. Не бе тие што го поддржуваат, тоа не излегуваат. Ја не знам што им е филмот, тај ти објасни. Ме треба со Маричич да се соочиш ти нова прашање како бивши. Па бега, бега. И Со сектор никого не водите седнал. во историјата. Бега од темата, со никој не се очува, што да му правам. Вака, со Димитров ти викам. Јас тебе војвода, ти мене серда. Црногорската. Да, ама можете малце да свртите и на северна, па тука да се испокарате. Ке има време за северна, да е право ова. Да. Едно по едно. И јас себе Историски дебати после Ја кarbonizirane на осташе. колешката и сугерирам. Ако сака да биде интересно, малце нека сврти за името, па малце сум малициозен, се извинувам, така. Ова утро, да. И Ивица, еве, вчера имаше Жоро интересен став, Зоран Димитровски, кажа дека од СДСМ отишле да се видат со Груевски, барале поддршка за уставните измени. А појма нема што мајка барале да се... стај се, што очекувале? По човек што 3-4 години не е тука. Што очекувале? Види која глупост, да кажем. Уште малку 2019 избега он? Не знам, изречени, не знам. Септември 2019. Да. Што очекувале, објасни ми. Мислам сега, предпоставам дека има некои веродостојни извори. Најчесто види 2018, 1 ноември. значи 5 години више малце. 5 години не е тука типот, они сакаат поддршка од него за уставни измени. Како? Не, прво види, значи се ова е се уште во доменот на Шпекулација. да, затоа што види, силни извори има, не го спорам тоа. Зоран Димитровски има силни извори, бил новинар, уредник на Фокус и така Бил натаму. заменик министер за Министер за генерален секретар на партија. Но овие муабети кружат низ градот, кружеа низ градот. Истовремено се сеќаваш дека Плюс Инфо дека Геровски го прашал преку Фејсбук. Да. И ја одговорил дека не само што не го прави тоа, туку нема потреба да му приоѓаат. Нема да занимава со тоа. Така што предпоставам дека ова е уште еден од доказите дека немаат 44 пратеници. Кајнес, кога беше ја даде таа изјава за Елисејската палата, Да, еве во уште едно интервју заев дека им ветувал дека ќе ги носи во Елисејската не, ама види се, Павле Трајнов веднаш го прочитал се. Се од такви организации водел сериозни, водел внатрешна служба за безбедност и внатрешно разузнавање водел Павле Трајнов, нема да прочита една тралалајка тука која зборува глупост. Ама добро сега види, не морало да одат до Елисејската палата, истите златни нели вилјушки и ножеви ги имаат и во Струмица дома заеви. Што има да идат до Франција? Не, ама види ги бе фантазиите бе. Види како ти кажам, а се сеќаваш кога на оние комичарите од Русија
година и пол се Ги комуницира. замараше луѓето. Им звонело 3 сабајло и више станал напорен. Пак откачи на крај. Не, ама тоа ти каже, леле, зборуваме, нели, безбедностна култура, нема ли овие од поранешната влада, па станаа бомбите, па ова, па речуне. Ги замарал. Не внесе у НАТО едно Порошенко, друго. По WhatsApp, нели, дека да се комуницираме. А знам дека и Порошенко, добро, сега го оправи англискиот и нема му беше слаб. Кој знае на шо личало тоа, знаеш, некоја англиско, струмичко, украинска, руска јазик. Тоа беше на истина. И после тоа кога го нарекува хибриден напад. Значи пред србите, хрватите, словенците, црногорците зборуваше колку било прекрасно во Југославија. Пред другарите дека Југославија не разделила. Пред грците поима немаме што збореше. Пред грците нели трампаше Пред албанците зборуваше, дека не било доволно рамковен, требало повеќе. А после ќе им ги кратеше се крилата на Дуи Шопрел тамо нешто брал средби со умру некои глупости. Видимо. Не. Во суштина која е што се залагал човеков, ајде да кажем. Во суштина среќа што немаме нуклеарен арсенал да биде во раците на таква будала. Па добро, види, во земји што имаат нуклеарен арсенал, имаат строги правила за тоа кои имаат пристап до нуклеарниот арсенал. Па добро. Овако. Вака се, кога го гледам психичкиот карактер на овие што имаат. Добро, има таму и околу, добро. Има таму служби кои што тоа го терат, меѓутоа изборува ке носи Велесејска палата. Кај Макрон. Да, ја и тука се чудев. Ама види како замислил. Ало, Емануел, ке дојдам ја тука со Павле и Маја Мараджа. Не знам. Овако, леле господи. Империја не е за ваканција, знаеш. Уставните измени Мицкоски уште еднаш вчера ги затвори. Ке дем со коалиционер кажи на Брижит да ставиат таа кафето. Не, тамо вина се пијат, има пенливи убави. Добре да сега, ама тоа наручек и на вечер. Ама не во Елисејска палата на состанок. Тамо кафен се пие. Не знам, не сум бил. Јас сум бил. Па не служат на официјален состанок вино, кај служат вино во свет на официјален состанок? Види, знаејќи какви непознавања од општа култура има заеви, може да го праша Луи 16 добар ли? Ние купивме умуртино од неговата гарнитура. Знаеш нели нема да праша кај е продавницата на Луи 16, знаеш накаде. Леле господи. Знаеш дека нема селјак држава. Леле ова е јадна држава. Гарнитура. Добро сега не е само Луи 16, има тука неколку Луевци, знаеш, онака тие. Има ја на едно место видов дури комодичка Луи 16. Честерфилд и ги знаеш овие исто. Ја имам Честерфилд. Имав порано. Честерфилд е добро, тоа е Винстон Черчил. Добро сега и Луи е добро, сега ако гледаш така. Не, Луи е кич. Честерфилд не е кич. Особено у зелена боја или у ова, као се вика. Или у кафеава. Честерфилд е стил. Се види, кичот е во окото на тој што наблюдува, како беше сега. И ја кој ќе влезам кај некој, вака што не ми делува баш некако ограѓането, некај тебе, кој ќе видам Честерфилд, некако. Или кој ќе видиш вака канцеларија, па Честерфилд, а вие фудбал играат внатре. Да. Ама добро, тоа е изведба на тема Честерфилд. Тоа е кичка и Артан Груби Честерфилдот, не оригиналниот. Фалцето, добро. Па мислам дека негде од Тетово ги прават тие. Кај ти ке ти купат оригинал, ти треба да се украде нешто. А не, јас мислам дека тоа е купено, беше подпорано. Ама тоа е некоја изведба на тема, некој модернизиран Честерфилд и станува кич, иначе оригиналниот Честерфилд не е таков како тој на Артан Груби. Дојете ќе ви го покажам. Добро. Ивица генерално Бицковски вчера го затвори ова со уставните измени. Јас мислам дека останува само уште завршниот удар, односно треба јасно да се каже дека заврши епизодата и дека треба да се оди на гласање во собранието. Дури ја тие што ја кројат стратегијата на ВМРО, мислам дека треба да
треба да кажа дека излегува целиот процес. Еве, Што велат коментарите? не, тоа е завршено, денес нема да разговараме, утре повторно ќе се вратиме на таа тема. Денес нема потреба, мислам, веќе полека се затвараат работите, особено што вчера и Мицковски ги затвори на еден или на друг начин. Јас не Вчера бев, мора да ти кажам, кај Насер на ТВ Шења и тоа што предпоставав дека се случува, мора да ти кажам. Односно, дуи во моментов се жртва. Во албанските медиуми на албански јазик во Македонија, дуи во моментов е партија која што е жртва на националистичкото ВМРО ДПМН, која што сака да ги турне во опозиција и албанците да ги изгубат стекнатите права и така натаму. Али ќе зборуваме за ова. Ќе оставиме, идеме на глобални теми. Не е Црна Гора, Украина е. Ова што последно го прочитав ово утро е навистина за мене шокантно. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг потврди дека Украина има големи загуби во контраофанзивата на југоистокот од земјата. Пак ќе ти кажам, значи Порача, се извинувам, дека НАТО е подготвен да ја даде јасен сигнал да ја прифати Украина во алијансата. Столтенберг истакнува и дека загубите на Киев се очекувани. Тој нагласи дека на следниот самит на алијансата што ќе се одржи следниот месец во Вилнус ќе биде испратен јасен сигнал за подготвеност за вклучување на Украина по завршувањето на непријателствата во земјата. Добро, тоа е окей. Види, овие насловите бе навистина се забега се наслови. Не телма е наслови. ова бе озбилен медиум. Таму членките на алијансата ќе разговараат за создавање на Советот НАТО Украина, каде што Киев ќе може подеднакво да учествува во одлучувањето. Значи нема членство, нема член 5. Тоа е тоа. Да, нема членство, нема член 5, нема трета светска војна. Да. Генерално тоа е во ред, но ова што Киев, нели, оваа контраофанзива очигледно е и официјално веќе не им дава ефект, отвара други прашања, тоа е дали може би треба да седнат на маса, затоа што веќе работите претерано излегува од контрола таму. Веројатно. Не, колку сега види се. Не се разбира. Значи темата околу како се води војна не е и моја мене тема. не, но темата како се излегува од војна сме читале, сме ја проучувале и така натаму. Секоја војна завршува на зелена маса. Така што и за нас е колку побрзо заврши таа војна таму, толку побрзо ќе може Европа да се врати во нормално. на агресивност од невидени размери во 21. век, но таа земја е веќе урнисана во тој дел Украина, тоа со трајни штети, трајни последици. И за светскиот поредок има. И за светскиот поредок има последици. Сметам дека треба на зелена наса да се расчистат работите, затоа што ова може да биде премногу опасно. Затоа што на крајот од денот од ова најмногу не страда никој друг, најмногу страда украинскиот народ, наш брат, народ со самосвест како македонците, народ со своја историја, со своја култура. Значи руското општество и украинското општество после уште многу долго ќе се соочуваат со последиците од војната. Да. Тоа е тоа. Генерално тоа е Ивица, па да затвараме полека, Дуќанов ово утро, тебе ти е роден ден, да пристапиме кон славење. Да пристапиме. Еве гледаш, пак во ова ќе разберат малце тие родени подоцна. Една од речениците со кои што се одбележи тие настаните која беше, знаеш, нека распад на Југославија, има штрајк, тргна од Никшич, тие од комбинатот кон Подгорица и кај едно место што се вика Жута греда, нели? Полицијата ги запре. И тука камери се едно друго. Во еден момент тој командирот на полицијата издаде наредба, полиција поступи по нареđењу, полиција пристапи кон наредбата, тоа беше срамота се гледа, мислам, што следеше потоа.
И нормално доведе до оставка на целото црногорско раководство, така да иде мило и мома, знаеш, меѓу другото не вако. Така што ќе пристапи не. Ќе представи. Тоа е тоа. Почитувани слушатели, останете со 107,4, уживајте во денот и сакајте Македонија. Тоа е се што можеме да ви кажеме.